Ники Лауда, Майкл Джордан, Моника Селеш, Тайгер Вудс. Продолжија низата. Почнува на М. Почнува на М, двата збора почнуваат на М. Да. Дали ова дефинитивно е најголемиот камбек во историјата на спортовите или некој од овие што ги спомнав мислиш дека беа поголеми во историјата? Здраво, Даре. Па не знам, јас од спортовите што ги следам, а тоа се толку малце, 2 или 3 до 4. За Селеш се сеќавам, пошто сум повозрасен и памтам дека за свое време беше стварно неверојатен Да. камбек, исто и за Джордан. Тайгер Вудс не сум следал нешто многу гол. Не знам ни ја за Тайгер Вудс, ама и за Ники Лауда знаеш. Али знам за Ники Лауда, мада и тоа е пред моје време, фала Богу, не сум до толку. Да. Знам за уживо. Следев своевремено и така почнав да следам MotoGP повредата на Мик Дуа, што беше многу слична на ова на Марк Маркез, да не кажам со можност за осакатување до животно, нели? Доведена неговата нога до ампутација, значи полоша тоа нема. Почела да му скапува, што немала циркулација на крв и така натаму, па со спојување на двете нозе за да може да пренесе здраво ткиво од здравата нога на. Значи тоа е болен процес. Јас случајно во болница за сосема банална работа за слепо црево лежев со едно младо момче кое што истиот процес го имаше на префрлање на здраво ткиво на болна од здрава нога на болна нога, за да може да се залечи тоа ткиво. Му беа споени стапалото од десната нога на подколеницата од левата нога, значи у гипс. И тоа со месеци и месеци трае. Значи тоа е тотално еден болен процес и треба да си стварно здрав у главата за да го издржиш нормално. И ме враќа на муабетот здрав у главата дека е клучно у целава приказна. Немаме представа ни што поминуваат овие луѓе. Преска си мислев баш пред кога се договаравме да го снимиме подкастов, ако ги земеме сите еден по еден од оваа сезона возачи во MotoGP, сите имаат своја приказна, некоја тешка, психичка, психолошка. Меѓутоа Маркес имаше и покрај Хорхе Мартин и сериозна и оваква повреда која што можеше да му ја заврши кариерата. Дали мислиш дека сите овие приказни, потресни или стварно карактеристични се одраз на тоа што оваа сезона е таква, се погоди, или е одраз на малце медиумското, нели, внимание дека се свртува да се врти многу повеќе на тие аспекти од животите на нашиве херои? Затоа што веројатно и двете се помалку точни. Ама морам официјално званично, ако некој не дај Боже случајно не разбрал, не знае за што правиме муабет, Марк Маркез комплетно очекувано, комплетно предвидливо, комплетно без никакво изненадување, не на нас, него на самите возачи што возат со него, си освои титулата 5 трки пред викенди пред крај. Да. Ја освои во Јапонија, во Мотеги, и Honda, неговиот бивши тим, од се срце му честита на нивната домашна потека. Ова е Дорна, како што би сакала да каже, 7-ма негова титула, затоа што сака да ги избрише тие од 125 и од 250. Тешка глупост, мислам, имаш. Фонси Нието имат 15 титули во помалите класи и што е тој помалце шампион, мислам, глупост. Да, ама и форсира, нели, да се комуницира 7-ма титула, но ми се чини под влијание на ова одлука на Дорна, Марк Маркез одлучи и неговиот тим одлучија победата да ја слават со повеќе од бројка. Дека не е важна бројката, дека ова е многу повеќе од бројка, без разлика дали е 7-ма или е 9-та или е која и да е поред.
и колку денови и да траела, нели, паузата помеѓу една и друга титула, сепак ова е титула која што веројатно, нормално никој ништо не може да каже од сега, меѓутоа нема да биде и последна. На некој начин ја и се надевам дека нема да биде последна, но останува да видиме. Марк Маркез е шампион, веројатно со трката во која што возеше под најголем притисок. Барем така изгледаше. Во животот, дефинитивно. Се беше чисто, се беше јасно, се беше предвидливо, кога гледаш ситком онаков амерички, точно знаеш што ќе се случи, ама кога ќе се земат на крај, плачеш, ме сваќаш, нормално дека емоциите те навираат. Така беше и во неделата са бајле во 7 саат, односно 7:45 од прилика во ширум Европа. Како викаат на мимови, само срце од камен нема да заплаче. И стварно беше така, мислам, реално цел мото ГП свет, мислам дека сочувствуваше со големата планина која што му се симна од грбот на Марк Маркез, без разлика што беше прашање на време, од како ги освои оние колку, 10 беа дупли викенди или 11, не знам. И спринтите, главна трка што е нешто до сега не видено. И да не беа спринтовите, пак и успехни па со спринтовите, нели? И мислам дека секој вистински љубител на MotoGP стално го трубам. Би е споделил радоста со Маркез, ако ништо друго почит би имал кон тоа што го направи, особено по оние клипови која се сеќававме на ајде не мора претходно, меѓутоа од 2020 од оној кобно излетување во Херес, кое што е апсолутно негова вина, самиот он си кажува, само јас против себе можам, никој друг не ми е поголем противник од јас, што можам да бидам. Неговото прерано враќање наредна недела со склекови прагање со као докажување дека можам, јас сум фит и така натаму. Значи неговата волја била многу посилна него од физичката состава и свеста и совеста што треба секој нормален човек да има, ама тоа е негов живот, негова патека и можеби е ова како да кажам, ајде да не речам меѓутоа круна на неговото патење. Ако ја освоеше 2020 година титулата, како и претходната 19-та, сигурно ќе ја освоеше сега. Тоа е хипотетички, нели зборуваме што би било кад би било, кога знаеме дека шампионот со една победа ја освои титулата, секоја чест на Жоан Мир. Втор, мислам дека беше Фабио Квартараро со 3 победи, па мислам дека можеше Марк Маркез едно барем 5-6 до 7 победи да освои таа сезона, ако не 15. И мислам дека сето овој трнлив пат што го изоде до сега од тогаш навака, многу повеќе вреди оваа титула него да освоеше 2020 и 21 и 22 како и да е. Не знам, ја така филозофски, малце теолошки може да го гледам ова, ама стварно мислам дека треба да е горд на себе. Само он знае, како каже братно, 10% јавноста не знае тоа што се случуваше. Ништо што поминале како семејство и он лично. Колку овие медикаменти за болка има кркано, колку само испитување дали сум ја се уште кадар за оваа работа, дали е подобро да си го гледам здравјето, дали ја изгуби више брзината и така натаму. Тоа е најголемото проклество за спортист, нели? Тоа ако талентот или способностите да оствариш спортски успех ги изгубиш, онда тоа нема поголема клетва, особено па за млад спортист. Тоа Кейси Стонер своевремено го биде. Меѓутоа, као што се радувавме на продолжувањето на кариерата на Роси, така и се радувам на продолжување на кариерата на Маркез, искрено. Не знам зошто би требало да бидам за едниот против другиот или обратно. Ја подеднакво ги поштам и двајцата. И тројцата и не знам колку. Сите тие таму што се саглам луѓе, не се случајно таму отидени. Марк направи тоа што мање више, помалку или повеќе го зборуваме, изминативе
цела сезона. Па и од лани После кога првиот, знаеш. вториот викенд, да, после првиот, вториот викенд веќе стана јасно и само нели се обидувавме да видиме колку може, што може и така натаму. Она што може да го очекуваме сега веројатно е да видиме колку уште фора он си давал луфта тука за да не ризикува. Веројатно на некој од следниве трки ќе направи некое одлепување 15 секунди пред вториот, под услов да не падне, ама тоа мислам дека веројатноста дека нема да падне во такви некои сценарии е помала, кажи. Јас мислам дека нема да биде така, знаеш зашто? Затоа што ова што го видовме вчера и завчера од страна на Пеко само докажува тоа што го зборувавме цело време, дека 2025-ката, тоест GP25-ката е полош мотор од 24-ката, затоа што сум убеден дека Пеко сега вози повеќе на 24-ка, само што не смее да го каже тоа во јавноста и самиот он кажа. Јас сум само возач, како каже. Не сум инженер и така натаму, меѓутоа е и како лут на тимот што тек сега му ги услиша молитвите и направи промени на моторот. Имам конспиративна теорија. Да, само да докажам, ќе ми избегам мислата. Од таа ситуација јас заклучувам дека ако Марк продолжи со 25-ката, а Пеко продолжи со овој моторот вчера, како и да се вика, Франкенштейн хибрид, што и да е, мислам дека нема така лесно да му биде на Марк и во тој случај Марк ќе ги побара деловите на Пеко, затоа што Марк, да не забораваме, од онаа ужасна Хонда од 2023 година, се префрли во 2024 на едно исто така незгодно Дукати, кој што имаше проблем со задната гума, и сега се префрли на 25-ка, кој што за него е најдобар мотор у свет. И он знае да се прилагоди, нели се борел со бикови и Хондата и Дукатито претходно беа, да не речам катастрофа мотори, меѓутоа беа ужасни мотори. На тоа GP23 лани херојот на оваа сезона Безеки не можеше, не знаевме дека уопште возел таа сезона, така, таланската сезона. И исто така вице шампионот од оваа сезона за сега Алекс Маркес исто така немаме појма дека бил присутен. Значи зборуваме за огромни технички разлики на алатот со кој што работат на стаза и затоа предвидувам поблиска борба, очекувам ствари поблиска борба меѓу овие двајца, ако Пеко си се држи до овој пакет што функционираше овој викенд, да се надеваме дека го решија проблемот конечно. И дека му смениле улни карики. Добро, јас знам дека сите сега леле се радуваат, се надеваат. Мојата конспиративна теорија е дека Дукати намерно не му даваа на Пеко мотор за да може да освои Маркез титула, па сега од кога веќе е јасно дека ја освои Маркез титулата му го дадоа мотор. Пукна. Кој сака нека противречи на тоа, ама ете се гледа убаво и јасно. Као случајно сега па баш победи. Он бараше, не можеше, сега може. Му дадоа моторот на Маркез. Како беше она Гоце која му бараше на Тито и иска Македонија и Тириска да му дадоа. Така и ова. Мислам дека знаеш како како беше една ластовичка не ја носи пролета. Така, дефинитивно. Мора да почекаме да видиме што се случува со Пеко, затоа што оваа патека од она што успеав ја да чујам од стручните коментатори е дека кочењето е направо, нарамно, значи исправен си додека кочиш. Најголем дел од кочењето се случува на исправен мотор. Не се случува во кривина. Ако тоа го земеме како голем фактор, битен фактор, може да укаже на моментот дека можеби заради тоа Пеко се чувствува така како што се чувствува. Прво. Второ, Марк возеше под голем притисок да не направи кикс. Значи, он во спринтот рече дека се заглави без врска позади Акоста, не можев да го поминам и постоја веќе беше касно за да го бркам Пеко. Значи, пробав, не успеа, веќе беше касно. Истото во некоја мерка, можеби малку помотрено се случи во главната трка, меѓутоа во главната трка евидентно беше дека не ќе да притиска и не ќе да ризикува. Дека сакаше да се извози до титула.
Не, за друго, целата прослава мерчендајз и слично беше спремна. Сега глупости ќе треба ги носат сите тие ствари на една недела у Индонезија. Ме Па сакаш, преведува мислам. таму на нивни јазик после. Па да, мислам се. Види, И видеот зид спремен, и филмот спремен, и се живи. Дуи се замисли, ај пупу не важи, ја кидам у Индонезија. Па организација ќе го птуе, ме сакаш. за публика нека мисли, ако не. Не, Да, види, јас да. се слагам, дури мене, ако можеш да го убациш, да го едитираш, те молам коментарот што ти го пратив на Инстаграм, кога гледав петочните тренинзи, кога ти пишав, ми делува Пеко многу стабилен на кучење и задната вилучка дека дури подолга ми изгледаше. Стварно мене на око, тоа е тотално, јас сум лаик, не можам тоа да го уочам, најверојатно и стручњак не може да го уочи. Стопираш стрим и вадиш шублер. Да. Али мене ми делуваше body language на Пеко, ми изгледаше на оној од лани. Искрено, уште во петокот зборам. Сега, уште една работа има што ја поддржува теоријава дека нашле некакво решение. На тестот во Мизано, промените што ги направиле на моторот, овој што го возеше во неделата, тоест вчера, и оној што го возеше во Мизано, паралелно ги тестираат двата мотори. Значи GP25 и не знам ова што е 24-ка и пол. 70 по круг разлика имаше со овој мотор. Значи тоа е нешто што не е баш така лесно објаснимо. Збореа дека не вилучката, туку ride height девајсот, уредот дека го земаат од тоа лани. е поврзан и со амортизерот и така натаму, значи цел лоуд на задно тркало се менува со рајдот. Не е само рајдот, нели, цела конструкција е изменета. Небитно тоа што него префрлањето на тежината при кочење во кривина му веројатно му било огромен проблем, значи во балансот. Сега секогаш стои муабетот зашто на Маркес не му било проблем, небитно, окей. Не се сите исти возачи, затоа нема Пеко 9 титули, има марки така натаму. Небитно тоа, него сакам да кажам дека 7 за некој. Ние како стручни коментатори сега мора да сте Да. да бидеме послушни. Дорна, не ти испратите ме имейл, нормално дека ти испрати. Ќе ми одбијат од оваква дневница. Сакам да кажам дека дефинитивно имаат најдено некој решение, се надевам дека имаат, не се надевам ја затоа што Пеко ми стои на постер на зид, дека го обожавам, него едноставно не може така да се избришат тие негови победи од лани, прихлани, градењето на овој тим, него градел сам сигурно, и Довициозо имал удел, и Лоренцо тука и така натаму. Меѓутоа, сите тие напори да се направи овој Шо Пеко на зид? за тие што слушаат, а не гледаат, што имаат среќа да не гледаат, само да не слушаат, Даре извади од зидот 46-ка. Што е таа, плакета ли е? Да, метален принт. Да беше со кола да се тркаше, ќе мислев дека дел од кола е, да. За роденден го добив оваа година. Браво. Добро да знаеме кој е кој. Види, многу ми е најак момент од целава приказка е дека овој викенд имаше два други сериозни камбекови, односно сериозни приказни, кои што тоа е падна жртва, ме сакаш. Значи прво Пеко падна жртва, условно речено, у целава приказка со Марк, и второ Сирот Мир, ме сакаш, значи сериозен пот направи, лал нека мора човекот. И у трета сенка паднаа двајцата. Да, имаше една зафрканција, не знам кај ја прочитав, видов кој стил Мир заборави да паѓа викендов и се качи на пот. Да, дури не знам некој од водителите како да го кажа тоа или некој да прочитав јас, не знам. Види, само да додадам за Пеко. Многу се гласни муабетите дека Кейси Стонер и Мануел Поджиали биле главните кривци за промената што конечно Дукати ја направи. Мануел Поджиали како тренер на возачите на Дукати посочувал одамна, меѓутоа знаеш каква е хиерархија во Дукати, исто како во Ферари. Ти не можеш да бидеш поголем од тимот и да им кажеш ти демек што толку паметен се правиш и така натаму, особено што Джиджи е таму главен авторитет и што ќе каже он,
на крај крајава очигледно резултати има, дали за едниот или за другиот возач има битно. И не Да. може никаде да му противречи, меѓутоа капак бил Стонер кој што само го потврдил тоа што го кажал Мануел А во Поджели. која лога Стонер го кажува и го потврди тоа? Дукати го ангажирале Стонер, што? Не знам дали примети во Мизано дека Стонер се движеше од бокс у бокс, значи баш буквално као пријателски даваше совети во Априлија и во Хонда и во Дукати. Пази, тоа се такви величини на луѓе што не Добро, он е на баш платен список на Дорна, тоа ни е јасно, пошто иначе нема да биде секоја втора трка таму. Па, боле да е он него да е, не знам, некакав Берни Еклстон на времето што беше, што нема благе везе од тематиката, од проблематиката. Како и да е, они двајца превагнале на тегот на Пеко, да кажем, на негова страна и се случило тоа што случило. Ќе видиме у наредните 5 трки секако дали е трајно решение. И да не го должиме. Не, мислам, горе-доле тоа е тоа. Се очекуваше, се случи, емоции многу заслужени. Стварно не може човек да остане рамнодушен, пошто приказната и начинот на кој што тоа го направи, сите потези по пат и нели возење без пари и жртва да отиде во помал тим за да се префрлне Дукати, да може постоа да нели докаже дека заслужува премиум Дукати, да добие лош премиум Дукати и така натаму. Да. Значи сето Има тоа многу приказни, има многу. да, дефинитивно знаеме дека книга се пишува за него, ама чекаме и филм. Мислам, дали по таа книга што знаеме дека се пишува или по некоја друга, американците што ќе ја склопат, не знам, меѓутоа дефинитивно ова заслужува некаков сериозен блокбастер. Не знам дали Бред Пит ќе го глуми, ама дефинитивно Том Круз би можел. Не сваќаш? Може Луис Хамилтон ќе го глуми. Уште еден возач сакам да спомнам овој викенд, не знам дали имаше во план, кој што имаше несреќа, лош старт на викендот, меѓутоа постои и не баш многу среќа во самата трка, зборувам за Безеки, кој што и понатаму континуирано покажува сериозен напредок и сериозна брзина и сериозен Безеки, да. Така да, окей, соботата несреќата Мартин го собра, нели, жива среќа што он остана неповреден и што успеа да вози и во недела. Во недела беше подобар, меѓутоа уште еден доказ дека не може сега со оваа констелација на грид и на мотори и на аеродинамика и на пакети да правиш огромни напредувања во грид. Така да клучни моменти се петок втората сесија, односно практис и да влезеш во Q1, во Q2. Не знам дали ќе се верува, сме го дискутирале ова порано, меѓутоа никогаш порано не сум гледал петок. Значи, многу ретко да сум гледал петок. Да. Сега ми се чини дека ми е една од највозбудливите сесии ми е петок втората сесија. Така. И квалификации. Значи, никогаш не би биле толку многу возбудливи да ги... Па, тука се решава пола трка, дефинитивно, да. Да. Така да... Сигурен сум дека Безеки да стартуваш од првиот ред, дека ќе завршеше на подиум секако. Најмалце на подиум, најмалце трето место, ајде, да кажеш. Така. Инаку, падот на Мартин, ја го препишувам на Ride High Device, дефинитивно. Се кладам дека ако не се тие Ride High Device, ќе може да закочи каде што треба, затоа што сега ти пазиш да закочиш доволно мазно за да не се блокира предното тркало, значи секако си зезнат, ако малце притра со брзината, не многу, особено на прљавиот дел на стазата. Одма почна да го плукаат нели по социјалните мрежи, као вол се залетал, не знам што мајка бара, не е ни битен спринтот, не се бори за титула, небитно. Тоа му се случи истото на Фабио Квартараро во Унгарија, во Балата. Истото, потполно исто. Значи, малце само ако погрешиш при кочењето, ако закочиш пренежно, нема да го откачиш Ride High Device-от, така? Тоа е прво. Второ, ако закочиш прејако, тогаш ќе блокира предно тркало, пак ништо нема да направиш или ќе промашиш кривината или ќе паднеш. Така да зезнат си секако е. Сега
неискуството можеби на Мартин, не знам дали пред него до него некој закасни на стартот, па мораше да го избегне, па после надокнадуваше. Значи тоа се Па милисекунди. доста избега на десно, реално многу да, избега на страна. избега на десно, меѓутоа некој пред него знам дека имаше лош старт, сега не сеќам, не е ни битно, значи он многу добро знае што се случило, неговиот тим знае така натаму, ние треба да кажеме, окей, се деси, фала Богу, само клучна коска. Ја кога го видов Безеки како тресна, ја мислам дека изгуби свест неколку секунди, не знам, така ми делуваше без она животно лежеше на оваква на земја. Така да се заврши како што се заврши, меѓутоа стварно треба да ги трнат тие сарања од моторите, уште сега не мора да чекаме 27 Подитна постапка. Да, нема да ги трнат. Тоа, сакам да кажам. Добро. А мир беше она, како да кажем, не знам, многу ми е криво што мислам дека не го заслужува толку лошиот третман што го добива и од моторот, и од среќата што има, и од несреќата што има и така натаму. Во Брно го гледав во живо. Значи 22 круга возеше на последно место, 2-3 секунди позади последниот и си го извозе цела трка како попче. Значи ја мислам дека кој да беше шампион бивши ќе се паркираше или ќе измислеше нешто, или како Вињалес ќе го турираше моторот само да не се бламира. Значи или кога Костав ќе влезеше у песок. Да, стварно. Значи стварно вредно работат луѓето. Еве Лука Марини, некој ќе каже ништо, овој братот на Роси, она не е ни тронка од него, заради него вози. Човекот им е очигледно многу вреден на Хонда и се гледа сега од како заврши, да кажам се, од тест фазата, кај што возеше последен убедливо, ама не паѓаше за разлика од Мир. Он сега покажува и резултати возачки. Да. Го превземаа приматот на Зарко фактички, Мир и Марини во втора половина од сезоната. Како што во основа и требаше да биде, пошто они се фабрички возачи сега. Така е. Беа за критика претходно, меѓутоа ако го имале овој план на работа, како што предпоставам дека го имале сите заедно да го подобрат моторот, не се битни резултатите во моментот, онда си ја сработели работата. На крај крајава добија и двајцата продолжување на договорот, што доволно кажува за нив двајца. Да, така. Ги видовме и јас, знаеш дека можеби 3 години не сме го виделе Санти Хернандес у кадар. Инженерот бивши на Марк Макес, сега беше пресреќен, не знам за кого повише се радуваше искрено. Али супер, и Алберто Пуг и он исто беше колку што може да покаже негова камена фаца што не покажува емоции, беше и он среќен и многу се спои сликата, стварно она што го кажа ти преска Холивуд тоа да го пишуваше, немаше да го напише вака. Толку приказни се преклопија. Знаеш како, во животот како гледач и како, нели, да речеме не директен актер во некои случувања, има малку работи што може да ни приготват толку многу возбуда. Ниеден филм, ниедна серија, ниедно, не знам, глупо видео на Инстаграм, на стори, на ТикТок, на не знам што, окей, да, ке ме насмее, ке види. Меѓутоа, онаа длабока емоција, тој момент на уникатно искуство кое што буквално не може никој жив да го предвиди, единствено останува во спорт. Така. И она што го гледаме, значи, не секој спорт. Значи, окей, да, Србија изгуби на Европско првенство дебело, меѓутоа можеше да се претпостави дека ќе киксираат после првите неколку лоши изиграни такмици, знаеш. Меѓутоа во мотоспортов, особено во MotoGP, буквално е ѓаволска задача да ти треба да предвидиш што ќе се случува. Да прогнозираш што ќе се случува. И тој момент, зашто станав двете да ги гледам рано са бајале, условно речено 7-8 саат, и ќе станувам пак да гледам во живо, затоа што не дека нема да можам да се заштитам за да не го разбирам резултатот, него самиот факт дека знам дека
го гледам во живо тој момент и дека никој жив не знае што ќе се случи, пошто како ти кажам, ја чекав дали ќе падне Пеко, кога почна да му искача бел чат на моторон, од една страна си викаш леле Пеко, види го его ќе се пекоса сега пак, од друга страна си викаш мајко мила, па не заслужиме свекаш вако нешто. А од трета страна можеш и Марк да го собере ако испуштеше чат доволно тој мотор. Да. И одеднаш викаш, знаеш, у формула пуштаат бубачки како Ферстапен се жали дека нешто не му чини на болидот, за да има некоја драма, за да има возбуда, пошто реално нема возбуда. Дечкото вози, еве го сега ќе ти направам, нели, чест, ќе го спомнам него пак ја. И формула победи со Ферари прву сезона, ме сакаш. Да. Од двајцата возачи трет победи со Ферари. Тие што не следат, Макс Верстапен возеше Нюрбургринг на GT Ферари, не знам кој модел беше, 4, GT3. Да. Така да И тоа сакам да кажам, значи имаш возбуда која што е мајсторец за сите пари, значи за сите пари што не ги даваме, вреди таа возбуда, пошто малку работи се останати што може да ни приредат таков тип на возбуда. И апсолутно мислам дека никогаш нема се откажам да следам и да гледам се дека е вака. Да, на хартија ќе кажеш Маркес е победник, се знаеш дека ќе земе титулата, можеш да дискутираш дека е досадна сезоната и така натаму, меѓутоа секоја една трка е далеку од тоа, на свегаш. Не знам, мене ми се историски сите, да ти кажам, право сезони, дури и оние сезони каде што победуваше доминантно и така натаму, секогаш можеш, пази, ако зависи како гледаш на работите, чашата полупразна или полуполна. Значи, ако гледаш на сите работи као ама е досадно ова, ако гледаш со такви предрасуди, онда така и ќе ти биде. Ако јас верувам дека се восхитувам на секоја кривина, на секој потек, на секој налегнување, на секој исправување на моторот, на спасување на пат и така натаму. Значи, сите тие моменти мене ми се вау, као филм да гледам. Значи, така го доживувам. Секој квалификацијски круг на Квартараро исто така се. Например, да. И на Акоста, ако више збориме за ултра вадење маст на машините. Иначе, оно што направи паралела со Формула 1, замисли да имаше радио врска Пеко и да му каже, еј, брате, ти диви машинава. Колку ќе упропастеа трката? Гарант ќе пуштат, гарант ќе му збореа, ќе му ова, она и така натаму. Многу добар момент беше кога од FIM, како се вика, дојде судија во боксот на Дукати која збореше со трдоци дека треба да му мафнат со она портокалово црно знаме за улје на стаза, знаеш, да го исклучат со овакво трка. Да, и се консултираа меѓу себе. Ма не се секирај, све е супер, ова само чурка па малце, нема гајле ништо. Планирано, еве гледаме ние на бројките. Испарува тоа, не капе, испарува нагоре. Значи, тоа беше многу добар момент, пошто човекот немаше душа, него си вика како сега Пеко едва дојде до победа и таа да изгуби. Така да, ето, тие се тие моменти, знаеш, нема тука, џабе да пишуваш сценарио, еве го. Знаеш, ја гледав трката со некој сат и пол закаснување да снимам, пошто нешто нема спиено таа вечер, па не може да станам на време. И крајот го гледав и ќерка ми беше тука. И кога ја виде цела таа слика што ја видовме, ми вика, што ќе ти е да гледаш филм F1, овој филмов поштрадинев што беше. Знаеш, еве ти, знаеш, тоа е тоа. И стварно е така. Ова е 10 пати боле него било кој филм, пошто знаеш дека е вистински, дека не е CGI вртење на болиди, не знам што глупости. Као видео игра да гледаш, него ја искрено со никакви очекувања не станав да ја гледам таа трка. Дека не знам, знаеме дека ќе биде шампион, али окей шампион. До моментот дека не го слушнав микрофонот на Маркес и неговото липање, кога почна да липа, тоаш почна емоциите да ме лупаат и мене. Значи го оставија микрофонот и немаше потреба од никакви глупости, осмици, билијарди, не знам што, прослави што на времето кога ги правеше си беа интересни, меѓутоа не можеш. Особено мислам дека на Лоренцо не му стоја, ама уопште тие прослави театрални со маски, нели Хорхе Мартин Лани со Терминатор што беше неговата маска беше. Небитно све беше тоа,
мачли кашаль детска игра во однос на вистинската емоција што ја видовме сега и цела тежина на човекот мислам распаметен беше, ван себе беше, не можеше да се справи со емоциите што го превлада. Тоа е стварно вредеше за сите пари и среќа што не направија некој циркус банджи джампинг нека прославили што едно. Да, тоа ќе кажем, за да ти предизвика емоција еден филм, главна улога има аудиото, значи аудиотраката во позадина. Таа ги движи емоциите. Овде немаше аудиотрака да ти ги движи емоциите. Имаше исконска реакција на луѓе. Значи моментот на честитање со Honda, моментот на честитање со Гресини, моментот на во Дукати целиот тим и така натаму. Сето тоа ти укажува на големината и почита што има човекот. И кога ги чуеш кога отидоа позади да се качат на пиедестал, кога му кажува на Пеко дека му чадела машината од позади, овој ги прашуваше што вие што правите муавет, сакаш од нигде никаде. И кога го погледна, Джиджи, што е ова? Ти замисли, овој не му кажал ни одма после трка, ме знагаш, Ништо. Отишле по Марк, по едно, по Не се друго, ме опрез, знагаш, не утре ќе заборави. Абе, брка работа, окей беше, ме знагаш, Појде више, што ќе те замараме за тоа. Додека беше уклучен микрофонот, мислам дека едно не знам, барем 5-6 пати слушнав узастопце, како кажува Маркес, Мајко Мила и Боже мој. На шпански. Дио, тоа знам дека е Бог и Мадре Мија, нешто така беше. Така да, тоа се оние спонтани реакции што ги имаме и ние. Боже, што се деси, знаеш, и Мајко Мила. Да, нема што направивме реакции. Баш тоа, да. Ете го нашиот, како се викаше? Владко Илиевски, леле, што направив. Шпанскиот Владко Илиевски вчера го гледавме. Така да, тоа е тоа, убаво го спомна Владко, ќе го памтиме цел живот за тоа. Луѓе што направи. Мислам, што тоа е тоа. Вчера имаше уште еден танц, не знам дали го виде на Марк, која некоја лименка од земја фудбалерски која рогна со пета онака закачи, леле. И после продолжи да игра у неговиот Вон ритам стил, нели, што е многу смешен, гуфи изгледа, ама нема врска, он си го тера, си го прави филмот. Ќе го најдам, ќе да го пуштам после клип. Јако. Он научи да игра у Гресини. Претходно беше како машина у Honda. На толку кавери што извадија Гресини овие сезони. Да, ама му го направија забавно пак возењето. Он дали беше Гресини, немаше ни ова да се случи сега со Дукати. Мислам дека под влијание на Гресини Дукати многу поопуштено и Тардоци и другиве сите и Далиња многу поопуштено, многу порелаксирано цела сезона се однесуваат во падок, знаеш, многу да речеме се отворени за забава. Не знам дали го гледаше претходниот подкаст на Оксли и Бом кога беа на патека директно во Шпанија и кога снима. Не го гледав, само го слушав. Значи, гледај го видеото, значи пушти ги првите 5-6 минути од видеото, да видиш како изгледаше таа атмосфера таму. Значи се живо дило е празно. Доаѓаат овие ги одлепуваат знаците на боксовите што им стојат. Значи ги вадат таблите горе, а овие се журкаат и вадат оние звучници големи, Bluetooth звучници. И во еден момент двајцава викаат, чекај, вика, ова е на Дукати забавата, вика. На Гресини вика 3 пати погласно од тоа. И во еден момент викаат, сега еве ги искачаат Гресини. Се отвара гаражата на Гресини и искача цел стет со дупло поголеми звучници. Лудило се дешава, овие бегаат со се телефонот или што и да е камера што снимаат, бегаат далеку за да може да продолжат да снимаат. Не сакаш, пошто не може ништо да се случи. Така треба да изгледа тоа, не може. Не сакаш, значи тоа е моментот што е добар, знаеш, мислам, Тоа остави се со тие корпоративни правила и не знам што, ладно дека треба да биде професионално на ниво, не знам што. Дајте, луѓе сме, утре ќе не снема јевалове ниво и професионалност и не знам што. Професионалност додека го работиш тоа што го работиш, после тоа е нормално да треба да се журкаш. Така. Ничо. Ние правевме пауза, чекавме Марк да освои титулова за да снимиме, сега што е твојата прогноза? Кога ќе снимаме пак?
кога ќе дојде вистинско време за тоа. Слушај, јас Фабио Квартарано ќе застане на прво место. изминатив период си ги слушам Frontend 4 од почеток, Аха. од прва епизода. И Браво. они се 2013-14 почнаа веќе да снимаат сериозно. 15-16, сега сум негде 17 година, март месец, да ти Вау. кажам. Они тек сега во 17 година го добија првиот спонзор. Цел период, значи Чекај, зборуваме за сакаш да кажеш дека не биле проект на Bike Social? од ма почеток? јок, Што идеја, зборуваш? ма не, идеја на Мувга и као на Ја мислам зезање, дека од ајде почеток снимаме. тоа проект Не, на И Bennett Bike. Значи, на почеток епизодите им се буквално со месеци разлика. Значи, имаш јануари, па имаш април, па имаш, знаеш, имаат некојаш епизода за епизода снимани недела за недела, па што им се собира писма од слушатели и така натаму, знаеш, па да ги стукаат писмата и така. Али 2017 март они првиот спонзор и денеска баш ја слушав таа епизода и викам, викам, пази која е таа посветеност ти да одвојуваш од твоето време, они се и професионално мислам опремени со убава опрема за подкасти и така натаму. И они се не треба да се Што ставаме. ја не сум, тоа што ме мрзи да се уклучувам на секое што сега се вреѓаме. Значи, зверови кои што пишуваат за списанија, читани. Уредник е сега, едниот стана тоа уредник. живеат, да, од тоа живеат. И тога живееле од тоа, ама ова подкастот го почнале тотално онака и во времето кога они го почнале подкастот, го почнале, они биле прв подкаст во Британија за мотори. И така се најавуваат. First and only motorcycle podcast. Па после почнува The Best Motorcycle, кога веќе се приклучуваат и други подкасти да снимаат и така натаму. Па до оваа епизода им гласеше слоганот као најретко сниманиот подкаст, нешто така, знаеш како. Не, каков курташак си прават тие двајца Мене и ми какви се- муабети прават, но тоа е надреално. Празник за уши, да, значи хумор А као Frontend 4, ако да им каже, да им повториме уште еднаш на драгите слушатели. Па, кој Frontend сака, 4 да. Квалитетен материјал да слуша и забавен и поучен. не е за MotoGP, за мотори. Не е за MotoGP. Тогаш на почетокот доста дел од епизодите им се за MotoGP и за Superbike. Сега мислам дека многу помалку се зборат на таа тема. Многу помалку, да. Ама тогаш обавезно стартуваа со таа и после продолжуваат со тоа што тестирале и што возеле, така да. Одличен тим и ми е интересно паралелата сега правам паралелно со оваа сезона, јас ги изслушав уствари 14-та, 15-та, 16-та и 17-та сезона на MotoGP. Значи почетокот на Марк Маркез, доминацијата, расколот во 2015 година, па повторно титула во 2016 и така да е интересно да се навратиш онака и баш 10 години разлика од 2015 од онаа Да, ова е полничка сезона. ова е официјално најголемиот распон, односно најголемото растојание временско помеѓу прва и за сега последна титула на возач во MotoGP. Никој до сега нема во распонот, мисля че 11 години освојувана титула. Да, и плюс најголем распон од предпоследна до последна титула, 5 години. Тоа може да. Тоа да. Никога нема тоа остварено. Роси ќе го оствареше 2015, ама да не идеме на така се. Така да, што знам ете така. Еуфорија, многу емоции, она што го кажат, не може да ти го прераскаже некој што викаш во живо, го гледаш моментот кога се случува паралелно тамо на стаза негде. И ги жалам тие што не следат MotoGP искрено. Многу пропуштат. Да, дефинитивно. Следната година ќе снимаат Right to Survive за оваа сезона и таман тие што не гледале ќе си гледаат преку Right to Survive. Да. Пошто таа нели се снима за минатата сезона, мислам. Да, така се одлично, да, собираат материјал сега. Па ќе кажам, поголема глупост не сум видел од тоа, ама добро. Drive to Survive?
Не, концептот дека снимаш за ланската сезона и дека ја правиш дека е драма, ме Да, сваќаш да, мислам. да. Види, тоа апсолутно наменски плански да се привлечат луѓе што не гледаат формула. Да, да, е Ја и ти јасно, не да. можеме да седнеме и да го гледаме тоа и да е Не уау. можам, пробав, не Да. можам. И јас пробав, може пола или првата сезона мислам дека изгледав скоро цела, втората една епизода дал пуштив или две и не може, не беше банално. Сакав да додадам уште на сигурно сите што следат MotoGP знаат покрај кршениците на рака на Маркес имаше многу интересен момент, нели, диплопијата, повредата на очниот нерв што тој пат во Индонезија, ја мислев дека ќе му биде задни пат у MotoGP дека ќе се повлече, толку беше одвратен, страшен. Имаше и да не забравиме, мислам дека по две или по една операција на едното и на другото рамо. Значи тоа се исто така многу тешки операции. Оксли Бом коментира, не знам дали имаше време да ги слушнеш, 2019 година кога му го оперира рамото на Маркес, вика го легнале на операциона маса, му ставиле анестезија, од анестезијата како што се опуштил Марк, му испаднало рамото. Значи, тензијата негова го држала рамото у позиција, у чашка. Па сега ти види со кој напор возел до тој момент и функционирал генерално. Ја мислам, ќе паднеш, нели, не мора да паднеш. Више со годиниве од спиење ме боли рамото кога ќе станам или кога ќе се свртам, а не па да ти излезе рамо и да возиш и да го држи, пази, таква тензија го држала и операцијата наместо 90 минути кај што било планирано 4 сати ја работеле затоа што било партали рамото. Дека го состават. Ете така, уште едно. И на оваа прекрасна нота, позитивна, со која што во некоја рака се соочува сега актуелни, не веќе актуелни, ланскиот шампион, да. Хорхе Мартин, можеме полека да го превршуваме овој наш изблив на емоции. Ќе почнат да не завидуваат луѓе, затоа што премногу како фанбои реагираме. Ама па тоа се изворни емоции, ако не може да ги доживеете, не сме ви ние виновни. Сожалявам да. Хорхе Мартин што го спомна и тој се докрши, боже. Ајде. Да се надеваме дека ќе се врати посилен како што вообичаено се враќаше претходно. Види, ако ништо друго, човекот кој што ги направи истите грешки што ги направи Хорхе Мартин, еве го освои титула и на сите им вика не ги правите тие грешки сега. Девета и тоа. Да. Така да. Предвидување што на крај уште колку титули рече дека ќе освои? Најмалку уште една. Со тоа што искрен да бидам, не знам дали ќе биде 26 или 27. Ама мислам дека најмалку уште една ќе освои сигурно. Да не го урочам гревата. Ама и да не освои, ја мислам дека нема да биде страшно. Не, виќе ова сега натака свет ќе му биде бонус затоа што ова беше клучната титула што сакаше. Да, мислам дека нема што сега друго да се докажува, заклучува, констатира и така натаму. Се може у две насоки, мислам, единствените две насоки у кои што може да отиде да се опушти тотално и да не го интересира више ништо живо, што не верувам дека ќе се деси. Или она другата насока поопасната да се опушти и да вози без калкулација и да не дај Боже да се или да се повреди повторно или да освојува повторно титули онака доминантно, така да не знаеме кај ќе оди, во кој правец. Ние да се надеваме дека овие другиве јунаци ќе успеат да го стигнат, да му парираат и дека ќе му ја отежнат работата на стаза, за да гледаме поинтересни сезони, мада и ова беше интересна, меѓутоа беше непредвидлива, туку неизбежна. Овој крај беше неизбежен, уште лани кога го чекај да видам дали ќе се земат на крај. Се знаеш дека ќе се земат. Тоа е тоа, да. Очекувавме и ќе имаше сосема друг смер, пази како судбината како игра. Сезоната ќе имаше друг смер ако останеше GP24 за двајцата, секако Пеко ќе му парираше подобро. Не викам дека ќе го победеше или не знам што, мада не го исклучувам тоа. Ако Хорхе Мартин останеше место
Маркез тоест да го земе во фабрички тим. Исто така можеше друг исход да имаме, со тоа што Маркез би останал во Гресини, да речеме. Ако Хорхе Мартин не се испокршеше, туку си го фатеше овој мотор на Априлија кој што гледаме дека може и има потенцијал од почеток да се слиеше со него и да се уходаше, мислам дека ќе исто така ќе имавме друга сезона. Така да ова се поклопија работите да Марк осети најмалце што е можно притисок од конкурентите. Значи најблизо конкурент му беше брат му. Ја глава давам дека брат му не е најквалитетниот после Маркез во оваа генерација, секоја чест. Добро, сите ми е јасно тоа. Да, ама секоја чест си ја заврши домашната работа, у смисла извади максимум од пакетот со понекоја си грешка, меѓутоа беше константен покрај брат му. Значи, памтиш на почетокот 7 трки поред беа 1-2, нешто така мислам дека беше. Да, има уште двајца други возачи што го водат истиот мотор, таа е едните руки, ама не можеш да кажеш дека е за потценување. Така е. Добро, се вртиме во круг. А ако баба имаше тркава, ќе ја викавме тотинет, така да Па добро, мислам дека мислам дека нема потреба да ги продлабочуваме муабетите типот на што би било кога би било. Еве го мегданот пред нас, има уште една сезона во која што помалку или повеќе ќе се има услови да се одвиваат истите битки, затоа што нема големи промени во возачите, нема преместување големи, затоа што нема да има големи промени кај моторите, исто така. Ќе има една промена кај возачите, интересно, не знам, ево ти кажи. Која? За Топрак правиш мовет, не? Да. Добро бе. Не, поише се израдував дека сега ќе морам за BMW да наведам, пошто и Оливира, што ми исто така симпатичен, ќе вози заедно со Петрукс, така да се надеваме дека Оливира тамо ќе заврши како што се збори. А иначе да сакав да се надоврзам да направиме како се вика тоа 360. Која се префрлаш од една на друга тема, меѓутоа некад знаеш мазно, смут, да се префрлиме на Супербајк и на 3 фантастично интересни трки кои што ги има викендов, паднаа во сенка на MotoGP, меѓутоа во првата трка имаше 13 претекнувања за прво место помеѓу Топрак и Булега, нека ми кажа некој во MotoGP кога последен пат се случило тоа. И така да фантастични трки има во Супербајк, луѓе гледајте, ако сте по мото трки, обавезно, дури и шестотките беа фантастични, така да. Кој сака да работи, има работа, затоа што сака да работи. Кој сака да гледа вистинска трка, бога ми, Арагон Супербајк беше за сите пари. За сите пари. Тркање до безвез. И повеќе. Добро, Ниџо, ќе се поздравуваме сега, или? Да. Можеме да не бидеме посебни, да не им дое многу налуѓе, вака не ме слушале долго време. Одеднаш шлапаш. Значи, ако треба да го стумираме овој подкаст и оваа епизода, јас би рекол вака. Не е проблем ако сте плачеле за Маркез или со Маркез. Слушајте Frontend 4 ако немате друга работа и сакате да уживате во содржина поврзана со мотори. И не се зафркавајте, не избегнувајте Супербајк трки, затоа што вредат за сите пари и поише од тоа. Така е. Поздрав. Поздрав и ќе гледате нареден камбек наш покрај овие тројца што има камбек викендов. Нема да кажеме што ќе биде камбекот, ама ќе има. Да. Чао. Ајде, поздрав.